Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска е 1 јуни 2016 година, а вие ги гледате вестите на КТВ. Се уредува северниот влез на градот пред спортската сала Јасмин. Кавадарци се подготвува за квалификации за Европското првенство. Паралелно се работи на асфалтирање на други улици во градот. Ангел Данов. Во пресет на квалификациите за Европското првенство во кошарка што ќе се одржат во Кавадарци започна средувањето на северниот влез во спортската сала Јасмин. Општината инвестира 1 милион денари за санирање на влезот, а проектот е дел од програмата за комунална изградба. Ќе бидат уредени 1000 метри квадратни. На увид на градежните работи беше и градоначалникот Александар Панов. Тој проговори за останатите активности на терен од комуналната изградба. Бидејќи се наоѓаме на увид на лице место каде што е отпочната комуналната изградба или дел од програмата за комунална изградба, би сакал во интерес на јавноста да спомнам дека ова комунална активност, односно овие 1000 квадрати кои што сега ги редим и го опременуваме дворот на спортската сала Јасмин, беа планирани уште пред да бидеме номинирани и да дознаеме дека сне ја добиле организацијата заедно со Македонската кошаркарска федерација. Меѓутоа, во тој контекст, покрај овие 1000 квадрати и инвестиција од 1 милион, че имаме уште една инвестиција во спортската сала Јасмина, тоа е на осовременување и замена на сијалиците, како внатре, така и надвор. А еве пред малку разговарав и со директорот, спортскиот терен тука кој што е во добробит најмногу на граѓаните кои што спортуваат во попладневните и ноќните часови, со договор со директорот е да набавиме една косилка, една голема косилка или тракторче косилка, која што ќе му биде на дофат на директорот за да може да благовремено интервенира на овие спортски терени. Истовремено да спомнам дека овие денови ќе почнеме со монтажа, тоа најверојатно ќе го забележите и вие, на одредени реквизити кои што ќе бидат инсталирани тука и кои што ќе бидат исто така во функција на сите оние кои што тука доаѓаат да вежбаат, да тренираат, да се разгибаваат. Тоа ќе биде донација од Ротари клубот од Кавадарци со помош на локалната самоуправа. Инаку еве за ваша информација и информација на целокупната кавадарачка јавност, комуналната програма е во полнек. Се работи, неодамна имавме завршување на Благој Крстич во Стројгиот центар, на одредени позиции Вано Гунов и одредени позиции внатре во градот, како што беше и тротоарот на улица Страшо Пинџур. Во моментот се работи на асфалтирање на една улица и на бекатон коцки во селото Сопот и подготовки во селото Марена, а наскоро ќе отпочне со реализација на една улица во селото Дреново. Така што оние 4-5 компании кои што се ангажирани во поголем дел работат на терени, во зависност од временските услови, бидејќи и ова година имаме врнежливо време, тие ќе продолжат со работа со неспален интензитет. Директорот на спортската сала Јасмин Сашко Атанасов најави дека Кавадаречката спортска сала е секогаш спремна за врвни спортски случувања. Мислам дека салата Јасмин е секогаш спремна за такви предизвици. Еве сега почнавме со инфраструктурата надворешна. Благодариме на градоначалникот и на општината за оваа помош. Салата Јасмин треба само да се исчисти и ништо повеќе. Нашата сала е секогаш спремна за врвни настани. Меѓународниот ден на детето денеска го одбележа детската градинка Рада Поцева. По Снежана другаруваат дечињата од сите работни објекти на градинката. Таму беше колешката Милица Младенова. Денеска детската градинка Рада Поцева Кавадарци го одбележа меѓународниот ден на детето, се славеше во работниот објект Снежана, а на другарување беа дечињата од средните и големите групи од сите работни објекти на градинката. Песнички, дружење, смеа, целта велат одговорните е да растат децата среќни и безгрижни, а возрастните да сватат дека тие се нашата иднина и најголема радост. Кавадаречката градинка достојно го одбележува секој значаен датум, работи на многу проекти во насока на правилен и здрав развој на децата, културно однесување и еконавики. Постојано сме спремни за новитети, но целта е таа децата да се среќни, вели директорката Снежана Ганчева. Секоја година градинката го одбележува меѓународниот ден за детeta, но ете оваа година решивме сите дечиња од 4 до 6 години да ги собериме, бидејќи мотото ни е радосни деца. Сите заеднички да другаруваат со порака сите да бидат заштитени. Целта на овој ден е да испратиме порака до возрастните
децата да се сакаат и децата да нема разлики меѓу различностите, нивните права да се исполнуваат, секогаш да бидат весели и среќни. Само така дечињата ќе ни бидат највесели, најрадосни, а со таа цел што тие се наша иднина. Како ние ќе постапуваме, така тие ќе ни вратат. Токму затоа во објект Снежана денеска воспитниот кадар, како и они и сите воспитно-згрижувачки тим, што ги сакаат децата, се потрудија да приредат една мала забава заедничко со дечињата. Токму затоа денеска се сите дечиња тука и организиравме пикник, сепак децата да доживеат едно чувство на дружење и тоа на излет, точно бидејќи ние го имаме и зеленото знаме, екологијата, каде треба и како треба да се однесуваме кога сме во природа. Низ игра и смеа најмладите жители на Кавадарци го славеа денеска меѓународниот ден на детето. Упатија безброј пораки до возрастните, а меѓу долгата листа на желби најгласна беше желбата за изградба на нови детски градинки кои ќе примаат уште многу дечиња и ќе е зголемата радоста играта другарството. Државните прваци од надпреварот со враќање техничка култура на младите на прием кај градоначалникот Ванчо Апостолов. Маја Алексовска. Постигнатиот голем успех на учениците од Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Неготино, кој на државниот надпревар по сообраќајно техничка култура на младите кој се одржа во Скопје, го освоија првото место и стана прваци во екипна конкуренција во Република Македонија, беше повод градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов за нив и нивниот ментор да организира прием на кој беше информиран за ова одлично постигнување на учениците. Градоначалникот Апостолов ја искористи можноста да им честита на успехот и да ја искаже гордоста што Неготино има млади луѓе со изворени познавања од различни области, а тоа пак резултира со одлични постигнувања на разни надпреварувања на кои тие учествуваат. Инаку неготинската екипа која беше составена од тројца ученици, овој извонреден успех го постигна под менторство на професор Симеон Чопушкинов, а што се однесува до настапите во поединечна конкуренција, ученикот од трета година Миле Евтимов го освои првото место и доби награда велосипед. Александар Мицев од прва година го освои третото место и награда таблет, додека Игне Јанчев од прва година беше четврто пласиран. Изминатиот период во двете основни училишта во Неготино беше одржан отворен ден за новите првачиња. Маја Алексовска. Изминатите денови во двете основни училишта во општина Неготино, Гоце Делчев и Страшо Пинџур, се одржа отворен ден за сите нови првачиња. Целта на овие отворени денови е новите првачиња и нивните родители да се запознаат со училиштето како и работата на училиштето. Заеднички со наставниот кадар учениците од основното општинско училиште Гоце Делчев од Неготино, кои го завршуваат првото оделение и следната година ќе се запишат во второ оделение, на новите, односно идни првачиња им презентираа се што учеле тие досега, а во активностите ги вклучија и новите првачиња. Учениците од прво оделение во основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготино пак на идните првачиња, кои ќе се запишат во нивното училиште, односно нивниот втор дом, им подготвија кратка представа со ликовите од бајките. Им го представија училиштето, но и се она што тие го научиле. Ново запишаните првачиња во учебната 2016-2017 година со насмевки на лицата го истражува училиштето. Инаку уписите за учениците во прво оделение во Неготино започнаа во мај, а истите траја до вчера 31 мај. Во учебната 2016-2017 година се вршеше упис на деца, ученици во прво оделение родени во 2010 година и во месец јануари 2011 година. Државна матура годинава ќе полагаат 16.859 ученици. Екстерните испити за овие ученици почнуваат на 4 јуни. Милица Младенова. Ова учебна година за државната матура си имаат пријавено 16.859 ученици, од нив 8.729 од гимназиско образование, 7.866 од средно стручно образование и 264 од средно музичко образование. Согласно концепцијата за матура и за завршен испит во средно образование со 4 годишно трајање во Република Македонија, учениците екстерно полагаат 3
предмети. Задолжителен за сите е мајчиниот јазик. На 4 јуни во сите средни училишта во Република Македонија ќе се полага задолжителниот предмет, односно македонски јазик и литература, ќе го полагаат 10.730 кандидати. На 9 јуни ќе полагаат 2335 кандидати математика. На 13 јуни во сите средни училишта ќе се полага странски јазик. Како и секоја година и ова најмногу матуранти имаат избрано да полагаат англиски јазик и тоа дури 15.353. Бројот на кандидати кои се пријавиле да ги полагаат останатите предмети е многу помал. Француски јазик ќе полагаат 114 кандидати, германски 197, а руски јазик 32 кандидати. На 15 јуни ќе се полага физика, хемија, биологија, бизнис, историја, филозофија и естетика. Бизнис ќе полагаат 4426 кандидати, историја 2775, биологија 3191, филозофија 4230, хемија 344, физика 91 и естетика 188. Испитниот материјал истиот ден кога се реализира испитот се носи во училиштата и се враќа во Државниот испитен центар. Сите испити почнуваат во 10 часот. Во процесот на реализација на матурата во училиштата се ангажирани и 2314 наставници како тестатор и околу 200 наблюдувачи. Во Македонија има 700.000 пушачи. Вчера се одбележа 31. мај, светскиот ден против пушење. Во одбележувањето се приклучија и Унијата на жените и Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН и Кавадарци. Тие организира акција под мотото "Остави цигара, земи јаболко". По повод Меѓународниот ден за борба против пушењето имаме заедничка акција, односно Унијата на жени на ВМРО ДПМН и Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН реализира една активност символично назначена како "Остави цигара, земи јаболко". Имено знаеме дека проблемот со зависност од пушењето е еден голем проблем кој што ја тишти, не тишти сите нас во секојдневието. Имено, иако е покрај сите мерки кои што ги носи владата на Република Македонија, сите позитивни законски прописи, поскапувањето на цигарите, сепак имаме еден голем процент на особено млади луѓе кои што се уште пушат и затоа сакавме символично обележувајќи го овој ден да назначиме штетноста од цигарите и да дадеме поттик да се земат поздрава храна, како што на пример витамините, односно јаболката, земи една јаболка, затоа што цената на јаболката е многу поевтина од цигарата и таа делува многу добро на здравјето на секој од нас и да се откажеме од овие штетни навики како што се пушењето. Сите знаеме дека пушењето е еден од најголемите ризик фактори за карцином на белите дробови, но секојдневно во Македонија бројот на пушачи расте. Исто така според Светската здравствена организација годишно умираат околу 5 милиони луѓе. Затоа Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН заедно со Унијата на жени ВМРО ДПМН и Кавадарци ја организира оваа активност под мото "Земи јаболко наместо цигара", се со цел да ги одвикнеме луѓето од лошите навици во случајот пушењето. Театарот при Домот на културата Иван Вазов Климе подготвува нова театарска премиера. Деталите ќе ги слушнете од режисерот Милица Гочевска и актерот Димче Бањански од Демиркапија. Верувам дека љубителите на театарот со нетрпение очекуваат нова премиера, а тоа ќе биде навистина урнебесна комедија "Викенд на мртовци" на текст на Миле Поповски во режија на Милица Гочевска. Меѓутоа, она што е ново, тоа е за прв пат убава соработка на актерите од Демиркапија и кавадаречките актери од Домот на културата Иван Мазов Климе и од Домот на културата Мирка Гинева. Задоволство ми е да разговарам, Милица, како течат пробите за премиерата? Проби како проби. Течат, па застануваат, ама се на се убаво оде, се знаеме одамна. Значи, со колегите не е прв пат, имаме соработка. И јас барам, сум имала повеќе пати контакти и сме глумеле порано. Неготино, Демиркапија и Кавадарци, седишто беше у Неготино, направиме неколку представи. И од таму ние
таа дружба со колегите и таа близина што ја имаме, е на идеја у разговор со Дими Коцевски, првен муабет, значи да направиме еден склоп од една добра представа у која што ќе бидат и колегите од Емир Капија. За жал у неготно нема виче, мада имаше добри актери таму аматери, ама повеќето од нив умреа, некои си заминаа од градот. Останаме, значи, кавадарци и Емир Капија, па така се падна еден договор, дојдоа, се договориме и почнаме. Значи, немаше нешто филозофирање, се знаеме, они идат на наши представи, ни кај ни одиме, не канат на премиери. Значи, соработката ни трае многу години. Тука е Димче Бањански, кој што е еден од најстајци, да речам, највозрастните, извини колега, највозрастните колеги од Емир Капија. Он е и како режисер, таму исто со Томе Атанасов, и он е еден од актерите од Емир Капија, кој што се е подолго време таму. Анита Младеновиќ, и она е таму, Крсте Томелов. Да не ги набројувам, Дарко, значи сите нив ги земаме у склоп на домот за таа соработка да прерасне у една убава представа. Томето го кажа. Гледам дека сте веќе на сцената, значи се работи веќе на сцена. Како си задоволна? Како течат? Вака, пробите течат, ради тоа што ја многу не коментирам, оти они сите си искусни и мен ми е многу лесно. Значи, нешто кај што застанам, они додават своји идеи, своји мислења. Значи, има слобода и они да ги да. Значи, тука само јас сум носител на проектот, инаку режијата е на сите. Ја имам некоја си моја визија, значи, од 96-та година, мислам, Димча играеме у Неготино, Викенд на мртовци, и од тогаш ми е обсесија да ја направиме у Кавадарци. Арно, ама некако бев млада ли, се плашев. Сега имам грб, тука ми е Димето, кај најмлад актер, ново вработен. И со него, он вика, тере, и јас сум тука, ќе правиме представа кај што треба. У договор со нив и они вика, ти не сме тука, што треба, ти кажи ни како замислуваш, ни другото наше. И некако ме олабавија и тргна работа. И еве стигнаме, да речам, при крајот, веќе 80% сме готови. Да. Ова што Милица зборува на диалект, тоа значи дека представата е адаптирана на кавадаречки диалект. Три диалекти. Да, три диалекти. Да. На три диалекти, значи Емир Капијски, Велешко Емир Капијски, кавадаречки и литературно Охридски, ама имаме и литературен скопски. Болницата, значи имаме неколку диалекти опфанато. Неколку диалекти. Димче, искусен на сцената, како, дали си задоволен од досегашната сработка, како течат подготовките? Па, сум задоволен. Во почетокот стварно страхував да се работи Викенд на мртовци со таква голема екипа е голем залак. Да, пошто сме ние аматеријама, пошто сме, како што рече режисерката наша, печени аматери. Па од две добри групи ќе направиме една одлична група и мислам представа ќе биде одлична. Да, ќе биде задоволен. Кога гледаме театарот од Емир Капија, навистина имаме убави представи, тоа значи дека се одлични, барем за оние кои се љубители на театарот и кои редовно ве гледаат. Дали сега ќе бидете посилни вака, заедно? Па наравно, со здружени сили ќе бидеш подобар и представата ви гарантирам дека ќе биде добра. Ќе се увери кавадаречката публика дека е одлична представа. И Емир Капијската. И Емир Капијска, се разбира дека се смееме ли? Ќе има премиера и тука и таму. Не да се смеете, само треба да си земите заштитни средства за мампреси. Да, и ние уште се смееме, така да представата ни е сега за сега добра. Сега ни е намизачен, али се гледа дека тоа ќе биде добро. Времето утре сончево со мала до умерена облачност, попладне со услови за локален краткотраен дожд и грмежи. УВ индексот ќе изнесува 7, а температурата ќе достигне до 30 степен. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на вестите. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.
Thank you.